Сигурно се случило да донесеме брз заклучок за некого, само да потосно да сватиме дека сме сгрешиле, нели? Да, на сите ни се случува. Тоа е скоро како инстинкт. Ама што ако тие први впечатоци, колку и да ни изгледаат сигурни, всушност ја пропуштаат целата поинта, вистинската приказна? Епа во оваа анализа ќе се нурнеме токму во тоа, како да гледаме малку подлабото, водени од некои древни мудрости кои не учат да гледаме подалеку од она што е на површината. Ева го цитатот што е во самата срж на нашата денешна тема. Не подсетува дека она што го гледаме однадвор, знаете, облеката, изгледот, статусот, тоа е само еден дел од сликата. Вистинската вредност, она што навистина е важно, лежи внатре, во карактерот, во срцето. И ова е предизвик за сите нас, без разлика на верувањата, затоа што секој ден се соочуваме со тој избор. Дали ќе судиме површно или ќе се потрудиме да погледнеме малку подлабоко. Добро, прв дел – неочекуваниот избор. Или, кога еден пророк морал да научи да гледа поинаку. Нашата прва приказна не носи кај пророкот Самуил. Тој имал една многу важна мисија – да го најде следниот крал. И се разбира, мислел дека знае што бара, дека ги има сите критериуми во главата. Но, воопшто не бил свесен дека го чека изненадување кое целосно ќе му го смени погледот на светот. Ајде да го замислиме моментот. Влегува Елијав, најстариот син, висок, силен, изгледа баш како совршен лидер. Самуел веднаш си помислува, тоа е тој, нема шанси да не е тој. Но токму тогаш доаѓа исправката. Една лекција што одекнува со векови. Не гледај го изгледот, затоа што може да те излаже. Ова е лекција која сите ние треба постојано да ја учиме, да не судеме според првиот впечаток, туку да се обидеме да го видиме она што е навистина внатре. И сега, замислете ја сцената. 7 сина поминуваат, еден по еден, и секој пат одговорот е не. Конечно, се дознава дека има уште еден син, оној што никој не го ни спомнал, тој што бил на полето да работи. Дали некогаш сме се почувствувале така, како тој син, занемарени, поценети? Епа, оваа приказна не учи токму на тоа. Вистинската вредност, вистинскиот потенцијал, често се крие таму каде што најмалку очекуваме. Кај оние кои светот можеби веќе ги отпишал. И токму тука лежи парадоксот, нели? Во она што изгледа како слабост, често се крие вистинската сила. Приказната за Давид не е некој склучок, туку повеќе како правило. Идејата е дека често се избира она што светот го смета за слабо, за да се покаже дека силата доаѓа во многу различни форми. И ова е порака на надеж за сите нас кои понекогаш се чувствуваме мали или неважни. Добро, продолжуваме со вториот дел. Одење во светлината, преминување од надворешна темнина кон внатлешна светлина. Сега, ајде да преминеме од физичкиот изглед на нешто уште подлабоко. Ке истражиме што значи да се живее во една символична темнина, да речеме во незнаење, со предрасуди, во страв, и како можеме да направиме чекор кон светлината, кон разбирање, прифаќање и отвореност. И ова не е само некоја убава, абстрактна идеја. Ова е реална можност за секого од нас. Без разлика какво ни е минатото, секогаш можеме да избереме да се промениме, да растеме, да станеме подобри. Секогаш можеме да избереме да ги некуваме плодовите на доприната, правдата и вистината во нашите животи, наместо да тапкаме во место во сенките на старите навики. Ова е повик. Повик кој едноставно не можеме да го игнорираме. Животот е навистина премногу краток за да го поминеме во некој вид сон, несвесни за тоа што се случува околу нас. Ова е повик да се разбудиме, да ги отвориме очите и да ја прифатиме светлината. Светлината на свесноста, на знаењето, на емпатијата, која ни се нуди секој ден. Навистина, време е да действуваме. И сега, третиот дел. Слепиот човек што гледа. Приказна за два вид. Прашањето е, дали е можно да се гледа без да се има физички вид? Нашата следна приказна ќе не одведе на едно патување каде што ќе откриеме дека вистинскиот вид, она вистинското разбирање, не доаѓа од очите, туку од отворено срце и отворен ум. Гледате, во оваа приказна имаме два вида слепило. Едниот е физички, очигледен, лесно видлив, но другиот е многу поопасен. Тоа е духовното слепило на фарисеите. Тие биле толку обседнати со своите правила, како например забраната за работа во сабота, што едноставно не можеле да го препознаат доброто дело што се случувало пред нивните очи. Нивната лигидност ги направила слепи за човечноста.
Но она што е навистина фасцинантно овде е храброста на овој човек. И покрај тоа што бил отфрлен од собствената заедница, тој не се плашел да ја каже вистината, да го одбрани оној што му помогнал. Неговото патување не учи на нешто многу важно, дека вистинскиот увид бара храброст и интегритет. Храброст да се застане зад вистината дури кога е многу тешко. Добро, стигнавме до последниот дел. Промена на нашиот поглед и опасноста од собствените сигурности. Иако овие приказни се многу стари, тие се неверојатно релевантни за нас денес. Затоа што, ајде да бидеме искрени, колку пати сме виделе како луѓето се осудуваат врз основа на изглед, потекло или статус, или колку пати сме виделе како некој се држи до своите цврсти верувања, одбивајќи да ја види вистината што му е пред нос. И токму тука е суштината. Судењето според изгледот, без разлика дали е тоа нечија висина или некое ригидно правило, не е само грешка, тоа е форма на слепило. Кога ги осудуваме луѓето врз основа на површни работи или кога се криеме зад правилата за да избегнеме сочувство, ние всушност ја пропуштаме можноста да ја видиме нивната вистинска вредност и да научиме нешто ново. Значи, што можеме да направиме? Прво, да бидеме свесни за нашите предрасуди и активно да работиме на нив. Второ, да се обидеме на вистина да ги запознаеме луѓето пред да формираме мислење за нив. Трето, да бидеме отворени за нови идеи, подготвени да ги промениме нашите ставови. И можеби најважно од се, да бидеме понизни, да признаеме кога грешиме. Тоа, верувајте, не е знак на слабост. Тоа е знак на вистинска сила. И така, на крајот, прашањето останува. Што ќе избереме? Дали ќе останеме заробени во нашите сигурности, во нашите мали, безбедни светови? Или ќе се осмелиме да ги отвориме очите и да ја видиме целата убавина и разновидност на светот околу нас? Изборот на крајот на денот е наш. Па да се запрашаме, кои се тие сигурности што не прават слепи?